Во присуство на вице-премиерот и министер за надворешни работи на словенечката влада Тања Фајон, министерот за земјоделие од македонската влада Љупчо Николовски, како и домаќините, градоначалникот Драган Анастасов и директорот на хидросистемот Злетовица Љупчо Благоевски, денеска се пушти во употреба рехабилитираниот ескада систем на овој хидросистем. Ponos mi je, da sem lahko zdaj videla spodaj tudi kontrolno sobo. Ме радува што имав чест да видам, задоволство беше да видам контролната соба со која се контролира со нов систем, нова програмска опрема, како нова пречистителна станица со која што обезбедуваме поголем квалитет на питка вода во регионот и со овој меморандум едноставно потврдивме оваа соработка во будење. Што всушност значи рехабилитацијата на ескада системот? Со рехабилитацијата на хидромеханичката опрема се овозможи навремено празнење на акумулацијата во случај на појава од големи води, што придонесува за поголема безбедност на населението по течението на река Злетовица. Кај главниот систем се изврши комплетна рехабилитација. Пред малку имавме прилика заедно со министерката Фајон да го видиме и инсталираниот нов софтвер на SCADA системот во хидросистемот Злетовица, кој што се состои од главен SCADA центар во Пробиштип и секундарен SCADA центар на Брана Кнежево, преку кој се врши надгледување и управување со опремата за контролните точки од хидросистемот. Повеќе детали за овој несомнено важен дел од хидросистемот даде директорот на Злетовица Љупчо Благоевски. Тоа е вреден проект. Донацијата од словенците, од словенечката влада е 155.000 евра. Кофинансирањето беше од Министерството за земјоделие и шумарство и водостопанство 210.000 евра, останатото 39.000 евра беше само учество на Злетовица, кај што оплативме ДДВ-то за делот на македонскиот дел. Следен чекор изградба на хидроцентрала Б, Приморската хидроцентрала на Брана Кнежево. Имавме два неуспешни тендера ради зголемените цени на самите материјали. Ќе одеме со зголемување на буџетот и очекуваме во наредната година да го биде распишено. Исто така донација 50% од Република Словенија, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Вкупната вредност на проектот се позиционира на 374.000 евра.